Пратеници на ВМРО, ДПМНЕ и на СДСМ денеска и утре во Европскиот парламент во Брисел ќе дебатираат на семинарот на тема Развој на политичка култура и зајакнување на политичкиот диалог за одржлива демократија. Своите аргументи ќе ги соочат Антонио Милошовски од една страна и Радмила Шекеринска и Лидија Димова, представени од организаторот како пратенички од СДСМ од друга. На овој семинар ќе присуствуваат и Талат Џафери од ДУИ, независната пратеничка Љубица Буралиева и Имера Лиу од ДПА. Буралиева е представена како независна пратеничка, но поранешен член на СДСМ, од каде, според представените биографии од страна на Европскиот парламент, таа била избркана поради одбивање да ги следи партиските директиви за бојкотот на парламентот. Шекеринска и Димова од СДСМ и покрај поднесените оставки и одбивањето да ги заземат пратеничките позиции во Македонското собрание, во Брисел доаѓаат со титули пратенички во Македонскиот законодавен дом. Од ноќеска на полнок дизелот поевтинува за 2 денари по литар, а цената на бензините останува иста, одлучи регулаторната комисија за енергетика. Со одлуката се врши намалување на рефинериските и на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 2,72, односно за 2,15%. Како причина за новите цени на нафтените деривати се посочуваат за 9,83% пониската просечна цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена и за 5,9% повисокиот курс на доларот во однос на денарот. Грчкиот експерт за руската надворешна политика за лондонскиот Кингс Коледж Манос Карагијанис изјави дека новата грчка влада игра со руска карта само за да се пазари со Европската унија и за да ја засили својата позиција во сегашните тешки преговори со Западот околу долгот и барањето прво да се почне со реформите, па потоа да се добијат парите. На Грција ќе биде многу тешко да се дистанцира од Европската унија и од НАТО, вели Карагијанис за BBC. Овој експерт за меѓународна политика смета дека е премногу рано за да се зборува од новиот премиер Алексис Ципрас, неговата партија Сириза и сегашната влада раскинуваат со старата доктрина. Сепак предупредува дека не би смеело да се потцени ризикот од излегувањето на земјата од еврозоната. Изјавата на овој грчки експерт кој работи во Лондон доаѓа по навестувањето во британските медиуми за забрзано приближување на Атина кон Москва, како што се влошуваат грчко-европските односи. Унијата на народното движење на Никола Саркози заедно со другите коалициски формации од десницата освоија 36,5% од гласовите на национално ниво на првиот круг од департманските избори во Франција. Според резултатите објавени од Министерството за внатрешни работи, владеачките социјалисти на национално ниво и нивните сојузници освоија заедно 28,5% од гласовите. Трета политичка сила во Франција е крајнодесничарскиот национален фронт со 25% од гласовите, помалку од предвиденото во испитувањето на јавното мислење, но досега највисок изборен резултат на партијата на Марин Ле Пен на департманските избори.